Понекогаш се враќаат. Новиот роман на Димитрија Дурацовски сведочи за едни минати времиња кои навраќаат сладко-горчливи спомени за луѓе кои минале низ неговиот живот и оставиле длабока трага. Понекогаш се враќаат е роман чие дејство е втемелено во една струшка куќа и за многуте животи и смртти што минале низ неа, за предметите, за собите и за фиоките од кои се прелеваат приказни, за враќањето кон себе, кон корените и кон најдлабоките слоеви на сеќавањето. Дурацовски во книгата го замолува читателот да ја прифати веќе воспоставената ограда дека секоја сличност со постојните личности е случајна и да ја прифати моралната склоност кон распадливиот живот како добронамерна. Се зборува за една куќа, за тоа кој влегувал во таа куќа, за нивните судбини, а сето тоа се рефлектира на мене. Книгата е она што сега модерно се нарекува автофикција. Значи, вистините настани, понекогаш се изместуваат и одат во некој магиски реализам, во некои нестварни сфери кои не обкружуваат кога живееме во тие простори кои ги населуваме. Јас живеам сам во таа куќа, во тие 7 соби и 2 ходници. Таа куќа е преполна со книги и со слики. Влегувале многу луѓе во неа и оставале траги, оставале своји дела, своји слики, своји ракописи. Сето тоа го има во книгата. Промоторката на книгата Ангелина Бановиќ Марковска истакна дека понекогаш се враќаат не е класична автобиографија, туку поетика на сеќавањето во прво лице, носталгична реконструкција на минатото и стилска потрага по изгубеното време, по оние безмалку прустовски простори на меморијата, каде што минатото ја сретнува сегашноста и продолжува да живее во неа, како да не познава граници меѓу времињата. Се работи за човек и писател кој едноставно не раскажува приказни, туку создава светови. Меланхолични, обсесивни, сентиментални. Ова всушност е една и од ретките книги на Димитрија Дурацовски во кој тој не користи нешто интермедијално, значи нема фотографии, нема слики. Едноставно е направена само од зборови, можеби од различни фонтови кои треба да сугерираат присуство на друг жар, но она што е многу интересно е тоа дека фотографијата е една од темите преку која тој се враќа во минатото и ги истражува заправо своите обсесивни теми, повторно ги прикажува. Во центарот на романот е куќата, меѓутоа во центарот на романот е и самиот автор, затоа што тој е идентитетот на неговото писмо. И ова всушност е поетика на неговиот сентимент. Понекогаш се враќаат е 6-та книга на Дурацовски во изданија на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации. Минатата година беше објавен неговиот хибриден роман Околу 3 по полноќ, прва публикација по пауза од 1 деценија.